Почитувани гледачи, 180 степени со елиминацијска епизода. Вие сте на телевизија Телма, а ние сме заедно со моите надпреварувачи во ФД Кулинарското училиште. Денешната најава, сакам да најавам и посебна чест да посветам на една посебна екипа која што е задолжена за ова снимање да изгледа вака како што изгледа, и сакам да ги поздравам пред се Оги, Столе, Данчо, Бојан, Ставре, Иван, Владо, Љупче, Диме и Кате. Еден голем аплауз за нашата режисерска екипа што секојдневно се грижи да ви го прикаже ова шоу на посебно добар начин. Денеска, драги надпреварувачи, да ве поздравам. Здраво Данило, здраво Мартин, здраво Дејан и здраво Лука. Како сте ми? Да, добре. Како се чувствувате? Спремно. Спремни? Ти има ли борба? Се надевам. Јас сум ви подготвил добар терен за борба, одличен терен ви подготвив, одличен ментор ви подготвив за што ќе ве води низ таа борба до сигурен успех, и одличен дегустатор. Денеска се осеќам добро, спремен за нови предизвици, да продолжим дале, и тоа ми е првата цел за денес. А претходната емисија веќе при крај, мислам при крај кога завршив со јадењето, нешто од многу жешко малце ми се слоши, али се напи водички, се некако се оправив, издржав до крај на снимање. И мислам дека ќе биде супер епизода. Имаме 45 минути за денешниот предизвик. Истите правила важат, ве оценуваме по вкусот, ве оценуваме по организираност, чистота и начин на презентација на вашите креации. Дали имате некое прашање пред да почнеме? Не. Во ред, тогаш спремни сме, може да почнеме. И, као што ви реков, надпреварувачи, денеска со нас во училиштето, по кој знае кој пат, господин Златко Пејковски, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна, на катедрата Технологија на месо и месни преработки. Еден голем аплауз ве молам. Тука е со нас и еден голем пријател на ФД Кулинарското училиште, хедониста и уживател на добра храна, многу запознаен со угостителството, голем експерт, меѓутоа многу скромен, Кастриот Пашоли. Тоа е вашето стручно жири. Ве молам да го задржиме стандардот на 180 степени, да им покажеме до сега дека сте примиле сериозна едукација од изминатите епизоди. Ќе добиете супер менторство од профа. Профа ќе ве води низ тој процес како да ни го представите рамстекот во најдобро светло. Спремни? Добар ден, добро сум. Позитивна енергија. Немам никакви очекувања. И реално чудно ми што е само втор пат, мислам чудно. Не очеков, така да задоволен сум и не ме плаши воопшто. Дојдовме до едукативниот дел на емисијата, каде што прво ќе дам збор на професорот да ви објасни како да препознаете квалитетно месо во иднина и како истото да му пристапите. Па мислам дека сум спремен, се надевам дека сум спремен, дека ќе се покажам во право светло. Не знам тоа. Мислам, знам дека ќе се извадам у 90 минута секоја што го правам. Па денеска сум спремен. Па се надевам некој сос. Ке пржиме нешто, ке печеме. Па се надевам, пошто преспав, напорно беше. Така да критика имаше голема, меѓутоа вајле похрабро денес. Одбрано е добро парче месо, со оглед на бојата, кај месото кое има темна боја е темно, цврсто и жилаво, и тоа нема добар нити вкус, ниту пак потоа има добра текстура. Значи ова месо е од горниот дел на вратот, помеко месо, за разлика од другите партии кои се цврсти. Многу битна работа за квалитетот на месото е температурата непосредно после колење на животното. Значи, кај преживарите, посебно кај говедското месо, ако се аплицираат екстремно ниски температури, добро, и пониски од 10 степени во првите 10 часа после колењето, се добива жилавост кај месото, а се јавува и феномен на темно, цврсто и суво месо. Значи, тука имаме одлична боја, имаме мраморираност, очекуваме дека од ова месо ќе добиеме добар производ со добра сочност и добар вкус. За сочноста, јас малку ќе се уфрлам, многу е битно и температурата на подготовка на месото. Говедското месо, како што го знаеме, можете да го подготвите на 5 до 6 температури. Едната не ја коментирам, бидејќи таа
нема да ви ја дозволиме во емисијата, таа ја викаат французите блу, или тоа е буквално живо месо по 10 секунди од секоја страна, колку да се направи една карамелизација. Натре е живо месо. Ќе почнеме од дозволена температура на крваво месо, или популарно наречено рер месо, кое што од 50 до 55. Понатаму ќе одиме средно крваво од 55 до 60, или средно печено, тоа е веќе од 67 до 65, средно добро, добро печено или добро печено, што искрено не ви препорачувам во случајов. Многу е лесно, 10 секунди се во прашање месото да стане, да не го наречеме ѓон, популарно кажано, суво и непријатно за конзумација. Имате супер квалитетна суровина во вашите раце, како и секогаш, како готвачи. Што е битно да направите? Да не ја расипете. Да не ја представите во еден гурмански стил, во еден гастрономски стил. Имате 45 минути да ни направите и сос. Јас би ви препорачал да користите рамна иноксна тава, заради најголема површина и изложеност за карамелизација. Истата карамелизација ќе ви даде еден фонд. Ние готвачите што го нарекуваме, тој фонд е полн со вкусови и тој фонд ќе ви даде на крајот еден идеален сос во тавата, кој што сос можете да деглазирате најпрво со алкохол, понатаму да згуснете со редукција, малку путер, смеете да користите изгуснувачи како нишесте, како густин и имате зачини на располагање. Оставаме да видиме што до сега сте прифатиле од едукацијата. Ако имате некои прашања за професорот или за мене, слободно повелете. Немаме прашања, све е јасно. Оставаме на вас да си одсечете од ова парче рамстек, кое што кажа професорот е од делот на кевратот, задржана и капата, која што исто многу вкусен дел, многу гурмански дел на самиот рамстек. Внимавајте да не го пресушите, внимавајте да ни принесете супер сочно и зачинето. Внимавајте на зачините, солта. Веднаш јас би го посолил парче месо, за да има време да ја прими солта. Сепак се работи за добар одсечок и 45 минути повеќе него доволни да направите некој гарнир. Имате мешани зеленчуци, имате компир, ориз и така натаму као скробови. Ако немаме прашања, да почнеме со елиминацијската. Нека биде фер и спортска борба. Ви посакувам успех на сите. Професоре, ние одиме на судиската маса. Драги напреварувачи, како што реков, очекуваме фер и спортска борба и очекуваме извонредни креации. Извонредна суровина пред вас. 45 минути, нека почнат режија сега. Денеска планирам да не сум елиминиран. Спремен сум да влезам со многу енергија и со многу страст да ги поведам предизвиците. И секој во подобро расположение од минатата епизода, малку се релаксирав. Сега сум на нова страна. Како ти се гледа, профа? Дали се на добар пат Да. учесниците? Само што дебелината е различна, гледам овде малку е потенко исечен, тој одсечок односно другите овде потенко. Ќе видиме што му е идејата на Дејан. Има некоја замисла, овде имаме сериозно парче месо.
Оваа маснотија е битно да внимава, таа може да стане као гума. Ова фактички е маснотија мешана со еластин. Во неа би кажал, ова не е баш онаа, има различни видови маснотија. Меѓутоа лигамент некој, да. Сега добаре лука, ова се популарно наречени фондан. Компири кои што најпрво се запекуваат убаво до постигнување на темно кафена боја од секоја страна и после истурат до половина пат бујон или некоја да речеме зачинета течност која што ќе ги изготви до крај. И на крај се глазираат со путер убаво, има една така да добра идеја ми се свија. Тука имаме веројатно зеленчук грил или може јазиски, гледам ленти прави. Инаку зачините подобро на почеток, подолго време да бидат у контакт со месото за да се развие арома. Мене само, знаеш како, она, да речеме, горка арома на биберот, бидејќи месо сигурно ќе се пржи, ќе се пече или динста едно 10 до 15 минути. Некои од готвачите имаат техника и рутина на крај да забиберат. Знаеш, бидејќи биберот додека се готви знае да загори да даде една горка арома, така да тоа се некои во кулинарството, како да кажам, печати, секој готвач си има различен стил. Лука можел би било паметно фонданот ако го стави во печка. Тој го прав? Така. Тоа ќе биде паметно и му се ослободува индукцијата, се го подготви месото. Мислам дека имавте и аспарагус на помошната маса, неколку парчиња, ќе се погрижам да стигне одма. Од здравствена гледна точка вака е подобро кога се вари. Што ви рекол, вака во сечењево, дали го исекува добро месото? Па сите ги секој добро со тоа што едниот кандидат малку многу потенко, двојно потенко, што би влијаело пак на брзината на готвење. Така е. Ништо страшно, ќе видиме како ќе биде. Спремен сум. Немам страф од испаѓање, што и да биде нека биде, но дефинитивно ќе се пробам, нема да оставам така. Немам никакви очекувања, само што и да биде ќе се потрудам да бидам најдобар во тоа и тоа е тоа. И сега Вака, солиме една страна, солиме друга страна. Ензимите си ја работат својата работа внатре. секако. Ако е завиткано вака слузаво се ево и поврво ќе се расипе. Тоа го грешат сите обично во големите маркети кои ќе го завиткаат месото со целофан, сметајќи дека на тој начин ќе загубат во тежина, но двојно повеќе губат зашто слузаво ќе се расипува месото, а вака точно е дека ќе изгуби во тежина, да речеме 1% во тек на 24 часа, но затоа ќе биде И по-сочно, и по-интензивен вкус, интензивираат натре, така? потрајно, да. Така, потрајно. Значи, ова иде на одржување 4 степени во фрижидер. Имате и мајчина душица, користете. Еве, кој сака мајчина? Не може да не едам Мајчина, повелете. Не може да не едам сусам. Сусам, одма ќе ти помогнам. И црн ми треба. Јас ќе ти помогнам. Повели Данило Сусам, еве го. Земам се да се ним крил. Тој фонд, чувај го, тоа е злато вреден, пази, тоа е злато вредно, тоа е полно со вкусови, тоа што е запеченото на тавата, тоа чувај го. Да видиме сега вака, имаме и портобело печурка, која што е некој вид на голем шампиньон. Така да нешто што е, да кажеме, класика во понудата на стейкхаус рестораните, повелете, можете и таа да користите, брзо се подготвува, имате доволно време.
кога се движиш по месари, по ресторани, што мислиш за како се подготвува кај нас по рестораните месото? Не одам ја многу по ресторани, предпочитам дома да јадам. Не знам што да кажам. Паметно, домашна кујна си домашна кујна, тоа ти е паметно. Затоа што треба многу да се обрне внимание кога на пример се работи плотната, кога се пече на плотна да се чисти во маслото, не се менува редовно. Ја тоа го е забележано на магистерски предаваат на студенти кај што се јавува деградација на маслото за време на термичката обработка и заради тоа се јавуваат и разни здравствени проблеми. Затоа ја не сакам по ресторани. Маслото кога се работи интензивно со фритеза, генерално би требало и 2 до 3 пати во тек на една смена да се Но ретко кој тоа го прави Ретко. само се долева и тоа е извор на многу болест. За жал вкусот при пржење, при печење е нешто подобар, но варената храна од здравствена гледна точка е подобра, кај што не се постигнува температури повисоки од 98 степени, при пржењето температурите 170, 180, 250, оксидација Оксидација, настанува и заради тоа јас предпочитам да е варена храната. Шеф, Ајде, од први колку и треба на тие 20 минути 30? да. Би рекол да, боцни ги, те молам, проверувај, не се ослонувај на... На вас не. Не. После. Не, вака, само да ти кажам. Дале треба Во да се... таа епизода ти одлучуваш, не можам Точно. јас да ги изготвам компирите, јас ти кажам дека потребно уште време. Ти одлучуваш, имате термометри, веќе многу добро знаете, бидете сигурни, измерете си со термометар. Прво на хартија. Да, прво на хартија, бидејќи не сакаме ни капка вода. Да, го поминав со хартија. Со хартија го помина, да, не сакаме стекот да почне да се вари. Тоа ти е, мислам дека добра температура, не е лошо, ако малку чади, малку може да чади, само гледај. Не. Треба густо да е маслото, како на чаша вино што се прават солзи. Така. Кога добар ќе си, спомна добар си. за варење и печење, од кулинарна гледна точка, кога ќе се запече на почеток, Добар си, ќе се олади тоа веднаш штом ти допре. Само да не ти е малку рано да го ставиш тоа месо. Ајде. Добар звук, тој звук ветува. Сега веднаш малку појаче температура. Така, зашто? Ето така. Добар си. Дали ќе може тегот на потом? Имате тек уште еден, јас си донесам. Има? Да. Многу ги сакам овие портобело со говедски стек. Мислам дека користи некој, не сум сигурен, Дејан изгледа ќе користи малку. Ние ја правевме буквално како да е стек. Ја солиме, малку ја љупе, од 2 до 3 минути од секоја страна, малце стимување и после вака на подаголо исечено. Ако сакате средно печено, почнува од 60-61, после е више средно на кај добро и над 75 више добро печен, што реално би било на граница на суво пресушено месо. Деки тоа тек што користиш ли го? Еве сега, уште 5 секунди само да го... Над 70 е више добро печен или well done, што ви кажа. Да видиме до кај си. Сега си у medium rare или средно крвав. По инерција уште сигурно 2 до 3 Целзиусови ќе отиде нагоре. Ајде да видиме какви сосеви ќе направите. Тука имаме класика шницла, Супер мириса. Класична шницла.
Ја не сум го не искористил, ама ќе го искористил. Па, добро. Фала на прашање, добро се осеќам, не. Па, ако испаднам вечер сум на роден ден, ќе си прославам и тоа е тоа. Идеме дале. Мартин, утре ќе треба ли? Не, Може да му ставаш. не знам дали утре или плюс вино. Имаме печур, имаме тиквиц, имаме вино, Ништо. имаме ова. Како ништо. Имаш уште 5 минути. За 5 минути 3 соса ќе направиме. Дали, Не се откажувај. не знам како да Сакам да видам борба. Што му е на тоа? Многу се сгусна, дали му треба поише путер или вино. На еден од начини да го спасиш, додај уште течност, земи блендерче, изблендер го, не знам што се случило, ама имаш некое чудно згуснување таму. Рачен блендер, уште малку течност, поможност бујон, да не е вода. И тука стави го и блендај додека не се хомогенизира сосот. Тоа ти е единствен начин, имаш уште 4 минути за тоа. Прашање дали има некој друг од вас? Тоа ти е компир пире? Да, Добро. пробувам француско пире да направам. Француско ала Жоел Робушон со 50% путер. Да. Ја би сакал малци кајмак една лоша со пире. Кајмак, малце таки киселкасто, виде. Што викаме красатно. Имате уште 4 минути. Ајде, блендер и после цедалка. Блендер, цедалка. Ајде. И без паника. На најако на блендерот. Што му стае нова? Што му стае брашно? Малце брашно. Многу брашно имаш стајано. А и не си додавал полека течност и Маслинова, нема? брашното направило грудки. Тука негде. Тако, Цедалка, барем зоври го уште 2,5 минути. Ајде, сервирајте, расчистувајте. Па би се заблагодарил на сите што не повикаа и што бе дел од ова шоу. Така да, големо искуство за мене. Еден, стоп, стоп, стоп. Оставајте, 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 оставајте. Океј.
Кастриот, Злате, што би рекле вака за Прикажаново? Има надеж, Ја мислам дека има и... малце со печурките сум. Аха, си искаран, не ги Да. обожаваш. Не, јас ги обожавам печурките, али Да, се слагам. Начинот на кој што се обработени, Да. би рекол дека е Забележувам само дека одрезокот тоа му е потенок во однос на ова На сите, да. Мартин Лука и Данило имаат малку подебел одрезок во однос на Дејан, каде што е 1 сантиметар во според овие три, тоа битно влијае врз време траењето на печењето и обработка. Па сакам да готвам месо. Па најверојатно го исакав потенко што требаше. Припремата малце изгледа го исушив, така да тука нема избор. Треба многу да е внимателен готвачот, да го подготви толку тенок одсечок, да речеме средно печен или ова, така да ќе видиме тоа е сигурно добро печено. Ајде, Дејан прв повели, објасни ни која е твојата замисла позади. Па играв на Порцијата. сигурна варијанта, малце потенко, како што рече професорот. Не знаев со температурата медиум, подебело исечено, повеќе време му треба да се спреми. Печурката после тоа излезе, требаше да излезе нешто како Имате сос. такви шок моменти беше од сега па неспланирано, натаму, ама очекувајте, ќе се може би- случува тоа. Да. Имаме и мистериозни предизвици, еве ви најавувам и оваа Добро, епизода, што не бидете спремни. спремни на таков, да речеме, момент кај што ќе ви стигне некој гарнир кој што Така е. може да го искористите, а и не мора. И не мора. Ти си Јас се одлучил да истрчав, го искористиш, меѓутоа еве може би, Кастриот ќе оставам Вака да на вкус каже. убаво Да. и динстан компир Добро. со ладно маслиново, малце лукче и сол круп. Ти благодарам. Живеете. Ти благодарам, Данило. Здраво. Јас не искочи баш кој што сакав секој, но на крај мислам дека добро искочи. Сега негде не е медиум накај Накај добро, да. Накај добро. Накај добро пече. направив француско пире со путер и направив аспарагус на путер со црн и бел сусам, ама на крај нема време изгледа да ставам сусамот и на крај ставив, пробав да направам нешто од печурките со сосот од стекот. Еве јас Мислам, да со бидам остатокот со искрен кон течност. тебе, многу често ми се случувало, посебно кај комплексни вечери, кај што има многу компоненти, да заборавиме некоја компонента. Да. И ради тоа, Немаше на време. веќе време на никогаш крај не на одиме без одбројувањето. да биде пишано што треба послужиме. Во подготовката на аспарагусот, ама сакав на крај да го прилијам, но ми заврши одбројувањето, немаше време. Па не бев исплашен за рамстекот, пошто често го готвам. Сам бифтек, рамстек и такви типови на месо. Изгубив време, пошто правев повеќе прилози, да речеме, правев француско пире, тука изгубив многу време, ама бев сигурен некако во себе. Правев аспарагус на путер со црн сусам и бел сусам. Нешто да додаеш, Злате? Кастриот? Одиме понатаму, ајде Лука. Денеска припремив класичен стек, со класичен сос за стек, со фондан компирчиња и може би ми фали нешто зеленко, али заборавив. И јас сум задоволен. Добро. Денеска сум супер задоволен на тоа што го направив. Мислам дека и конечно и судиите се задоволни. И се осеќам добро. Немаше потешкоти. И супер се осеќам. Супер. На која температура планираше да ни го подготвиш стекот? Па медиум рер ми беше планот. Добро, тука се движиш негде, ти благодарам. Ајде, Мартин, да видиме. Малце се мачеше со сосот и на крај одлучи да не го ставиш. Па да, подобро така. Како што гледате на тагерот не изгледа баш убаво спремно, затоа што пак ме провлада стресот и паниката. Цело време се држам со паниката очигледно. Месото според мене испадна како што сакав, супер испадна и на вкус. Впи убаво и од зачините. Мислам дека околу 54-5 испадна на крај степени. Така. Имав друга замисла со сосот, дефинитивно, но
Кога видов првиот пат дека го сгрешив, вториот пат исто го сгрешив и реков побода не го стан. Па добро, и тоа е одлука за почет да одлучиш дека само ќе го растипи јадењето. Да. Тоа е одлука Сепак. што као готвач, као шеф, низ искуството ќе се научиш дека е многу битна да ја донесеш, зашто сите очи ќе бидат вперени кон тебе. Месо, месо, рамстекче, дефинитивно мој реон, обожавател на месо. Но, ета, пак ќе речем, пак е тука и е присутна. Како што поминува време и секоја нова епизода, некако се чувствувам како по-лошо и по-лошо по-лош перформанс да давам и по-лошо да готвам заради тоа што, како што реков, ако не ми е се по планот, малце ако нешто сгрешам, буквално станувам хотичен. И ќе видиме дали одлуката ти била на место. Ќе пробаме. Да. Нешто да додајате кастриот? Не изгледа баш убаво, Па, но тоа пак е тоа. изгледа како некој соте, да кажеме. Само го фрлив Со на тест крај, роганов што не стигнав, тест само го роганов фрлив обид. и... Али ќе каже вкусот, ви благодарам на сите. Јас моите гости ќе ги послужам, најпрво ќе почнам од Дејан. Вака. Злате знаеме дека вежба, дека е у диета секојаш, така за него е најчистото парче, ја и ти кастриот вака малце со масло. Гурмани сме јас и ти. Вака малце од печурките да пробате. И од компирите. За целосен печаток. Суво. Арома на лук, да. Мајчина. Добро. Тоа е тоа. Па ја не фонтан. И печурките ти пробаме вака. Тие се малку одвише. Па, не сме ни една компонента да не обрнете внимание. Нема ништо што е помалку важно или повеќе важно на вашите тањери. Тоа запамтете го. Се што ќе ставите на тањер има еднаква важност јасно или како дека да кажам, ги донесувам еднакво со влијание емисија, може па- да направи пред гостинот. Некој можеш да го изненадиш баш и со добро подготвена печурка, да каже вау, каква беше печурка. А месото као месо да се подразбира дека е добро сготвено. И добро е зачинато. Одлично. Идеално е на сол. За мене е одлично. Само засекот не му е вака рамномерен и ради тоа едниот крај му е да речеме накај добро печен, а центарот му е идеален, потенкиот е накај добро печен, идеално а- средно. Пирето е коректно, многу коректно за времето што го има. Средно накај крваво. Еви фонданот. Сосот му е одличен исто. Малку е пожилаво во однос на претходното на Да. малку. Малку не. Па можев и подобро, се разбира, секогаш може боле. Може требаше подебело да го пресечам мисото, па пристапот би бил подругачи. Вака на тенко исечено нема назад. Може да ти се падне такво парче. На вкус е добро. На вкус е супер. Лукас, зошто кај тебе е помало парчета, знам дека има уште таму. Па има уште, неким да ја претрупувам чинијата. Сакам да имам доволно. Може би и Данило можел тој делот што е печен да не се става на... Да, јасно, него од брзање јас го ставив целото кој што беше целиот стек и некојаш паника да ми прави задните 10 секунди. Розмарин, да. Целата ми беше класичен стек со класични вкусови. Одлично. Идеално средно печено. И тикавица има. Да.
Мешан зеленчо. Ајде да видиме што направил Мартин. Подготвен термички, исто идеално според мене, а? Помалку е Нема зачинет. додадено ароматици. Помалку е зачинет одлука. Дали при подготовка она нели техника на додавање на лукче, рузмарин додаде така? Мајчина Розмарин душица? и путер. Да, лучше Путер. розмарин и путер. Може би требаше малце повеќе розмаринот да го оставам, ама Тешка борба е. Рузмаринот како мируди е добар антиоксиданс. Пред печењето кога ќе се додаде го зачувува вкусот, аромата. Содржи етерични масла, а воедно и бактериостатски влијае. можев малце побо да го исечам, но со обзир на тоа што непуни 40 секунди пред крај, тангерот ми беше празен, така да сепак е окей тоа што стигнав. Сосот, не сум задоволен, не успев да го направам, требаше да терам по нешто што ми е попознато. Покасно ни ги донесоа печурките, но да направев сосот тие печурки ги беше дефинитивно многу подобро. Сега ми е криво само заради тоа што можев многу повеќе. И преска спомнав ова, мислам дека и под 50% од тоа што може. Ќе не оставите неколку минути, ќе биде тешка одлука. Судиската тројка е едногласна, имавме тешка задача пред нас, ќе се сложат и Кастриот и Злате. Би сакал на почеток да изразам едно моje лично задоволство и да кажам дека 180 степени се гордее со секоја една порција што ни беше послужена. Голем аплауз за сите вас. Покажавте вештина, покажавте креативност, покажавте техника, до некаде тимска игра и покажавте дека сериозно сакате оваа работа и оваа професија. Достоинствено ни го подготвивте оној прекрасен рамстек, оној прекрасно парче месо што го имавме од старт. Втора елиминација, не очекував ништо, да речам, страшно или не бев бутнат, но ете пак, мислам дека стварно оваа епизода бев најхаотичен. Оваа и со рижотото. И пак ќе напоменам пак со истата ситуација како со рижотото, тоа што ми е попознато и повежбано, тоа го кикснувам, не знам зашто, но така. Сега, некој го направи тоа подобро, некој го направи помалку добро, финеси ќе ве одвојат. Прво ќе ја повикам Мартин. Мартин, ќе почнеме од месото. Подготвено на супер температура, средно печен рамстек. Сечењето ми беше малку чудно. Зошто одлучи да го сечеш на такви широки ленти, да ги наречам? Ако сакаше талјата или оној познат популарен термин што потекнува од Италија, од глаголот таљаре, што значи да исече, тоа е веќе лента, да речеме 8 мм минимум, тоа е потенко многу. Ова беше нит лента, ова си можел слободно да послужиш едно такво како порција, да кажеме, тоа беше 4 сантимско парче, кое што беше послужено 3/3 и некако немаше дизајн позади тоа. Бар не го разбравме ние дизајнот. Не беше ни пријателски за конзумација, знаеш, она баш беше некако порција што би ја ставиле на слава, централа, па да си поделиме. Ете, тоа само ме занима и ме занима што се случи со сосот. Па и за двете прашања истиот одговор. Најголемиот мој проблем организација со времето. Кога ќе ме фати паника, си имав убав план. И сега нормално е да се случи да сгрешиш, но јас кога ќе сгрешам е потпол целосен хаос. И за парчињата можев многу повеќе да ги исечам, но избрзав едноставно. Можел да ги направиш некој дизајн така некоја лепеза, нешто да се види, бидејќи вака не се ни гледаше дека ти е совршено испечено. Месото беше комплетно покриено од купот на зеленчуци. Не се ни виде дека беше да, вкусно. И зачинето ти беше добро и све беше на место, освен почетокот се гледа дека ти бил еден и на крај све отишло по зло. Баш така. Презентацијата беше ужас. Ја мислам дека дури и тоа што не успеав сосот да го направам, кој исто ќе беше клучен, покрај тоа да беше на друг начин сервирано, пак
ќе беше подобро него и да имаш сос, но тоа е. Добро. Нема што повеќе да кажам, едноставно. Токму таа паника и да речеме што рече слаба организација со време те носи во златна средина. Го спомнав тој и преска пред судиите, менаџирањето на времето ми е проблем. Но ми извади тоа што стварно беше вкусно месото, го погодив. Ти беше златната средина денеска со, ако мораме да кажуваме кое место, со освоено второ место во конкуренција од четворица. И повеќе од задоволен, дефинитивно. Така одлучи комисијата, нешто да додаете? Злате? Многу вкусно, освен мали проблеми, али месото беше вкусно. Жал ми е што видовте само 30-40% од тоа што можам, но зашто многу сум задоволен со барем беше вкусно. Вако не. Не си одиш дома, остануваш, ти имаме шанса, аплауз за тебе и Не сега специфично, стварно ми е криво, не дека сега ќе паднам со енергија и емоции, но едноставно стварно можев многу подобро. Презадоволен сум што ме ставија во златна средина, очекував дека ќе видам и ги полошите. Но ете, сепак испадна дека колку толку ме спаси. Тој што е главното, месото беше главното денеска, го погодив, задоволен сум со тоа. Продолжувам понатаму, што е најбитно. следно можеме Кастриот. Така. Да. Одиме со Еве, ти припадна убавиот гол. Лука. Лука беше окей организиран, имаше план. Компирот беше многу добар. У почеток кога видов како готви, мислев дека компирот ќе му неа да му успее, али беше супер и вкусен и многу убаво изгледаше. Месото беше совршено. Јас би го печел за неколку степени подолго, али во презентација изгледаше многу убаво. И многу важно што Лука презентираше само тој дел од месото што беше стварно добро. Сосот беше исто така совршен. Кај мене во табела Лука има највеќе бодови од сите, али исто така се согласивме сите дека Лука ќе оди со, кажувам место или се уште не? Може, слободно. Очигледно е веќе по муабетот. Лука ќе биде на прво место. Така. Како што зборав во претходните емисии, месо најмногу сакам да готкам и мислам дека тоа се покажува. Супер сум задоволен денес да добиам прво место, конечно. И среќен сум. И секако добивам некој признание или некој браво од судиите, се осеќам добро. И кој претходно сум сметал дека сум требал да добијам, али кога добијам стварно се осеќам супер. И секако идеме до крај. Би сакал да го поканам и Данило. Данило беше најорганизиран од сите, меѓу ретките што проверуваше време цело неколку пати. Ми се допадна фактот дека он од почеток имаше и путер и тоа што му треба на маса, додека другите бара путер од комшиите. Месото беше совршено, со мал дел бидејќи беше подтенок, тоа го коментиравме. Пирето исто така во ниво. Печурките може да изгледат малце подобро. Исто така и вие сте многу блиску со бодови во мојата листа. И имавме борба со Филип и со професорот. И на крај одлучивме првото место да се дели на двајца, така да и вие сте на прво место. Креативноста и презентацијата беше Да. најдобра. Исто така спаробусот беше совршен. Добро. Секоја чест. И на крај сакав да направам и од печурките ги направив некако многу испадна, но на крај целокупно сум задоволен. Добри беа месата, беа
споро на сите добро испечени, по мој вкус. Продолжуваме понатак, за тоа и се бориме. Дејан, очигледно е. Па јас тоа би го потврдил сега, оно што го кажав на почетокот, дека изборот на тесниот одрезок на месото битно влијаеше врз сочноста, понатаму бидејќи колку забележавте другиве тројца има по 3 сантиметри дебелина на одрезокот, што влијаеше врз сочноста, колку што е потенко месото, влијае врз губењето на мастите, на водата и месото суво се јавува кај него. Тоа влијаеше на исходот и сега во однос на овие параметри кои ги оценувавме, креативноста и презентацијата, тука во однос на кандидатите не беше така толку добро изразена. Сервирањето, најмал број на поени, техничката подготовка исто така на средина. Некако недостасуваше една подобра доза на арома, но тоа се јавува токму заради губењето на ароматските материи, односно кога маста капе од месото, се губи и сочноста. Бидејќи не дека масното месо е посочно, туку тоа стимулативно влијае на плунковите жлезди кои предизвикува сензација на лачење на плунка и имаме ефект на продолжена сочност, па се јавува дека тоа месо кое е помасно и доаѓа како посочно. И тука беше исцедено и сушено и компирот малку подобро требаше да се Да му се даде внимание. Се додаде внимание на компирот. Се надевам нема да сгрешам следниот пат. Немаше трема сега, меѓутоа имаше вајле незнаење. Пошто немаме ние искуство да сечеме само свежо месо па да го припремиш. Него купуваш, ставаш, печеш, пржеш. Не би додал ништо, доби добри насоки и се надевам поголема мотивацијата да извадиме од една сива зона во која што некако ни влегуваш непотребно. Знам дека имаш многу повеќе потенцијал да покажеш. Ова што ни го прикажа со рамстекот беше нешто кај што не видовме љубов кон самиот квалитет на месо, не видовме она твое знаење што го стекна до сега. Имавте ментор што можете да го прашате, што мислите, професоре, дали исто и јас ти кажав, значи да не се сече толку тенко, или доколку одеше во толку да речам, несигурна зона, тенко месо, треба да имаш голема рутина. Тие големите скараджи или луѓето што се на подготовка на месо, знаат да ги прават и тие ги викаат стек од 1 минута. Меѓутоа и тој не е толку тенок, тој е сепак малце. Колку е поголема, дебелината на месото, толку и термичката обработка. А колку е потенко, ако сакаш да биде потенко, треба и пократка да биде термичката обработка, затоа што не само што губи сок, губи вода, губи и волумен месото. Многу се смалува. Некаде просечно да речеме ако се третира со температура од 90, но тука се третира повеќе, загубата е околу 34% во однос на првобитната тежина. И доаѓа до смалување и месото станува суво. Дејан, елиминиран не си, иако си најслаб во денешниот предизвик. Те спаси тоа што двајца од досегашните кандидати се откажа, еден од оправдани, еден од неоправдани причини. Остануваш во шоуто и шоуто сака да останеш. И ние исто како жири комисија сметаме дека имаш многу поголем потенцијал, влегуваш во некоја лавиринт фаза на сива, да речеме фаза од твоето креирање, од која што се надевам дека ете, двајцата кандидати што се откажаат ќе те спасат и дополнително ќе те мотивираме да го видиме твоето најдобро во следните епизоди. И сега околу припремата на месото пара поголемо внимание вајле за да го презентираме на судиите и све оплескав денеска изгледа и во сечењето и во истењето и во да, овам понатак. Ради не знам зашо, ради X причини, некој се откажа па за тоа понатак. Секоја компонента на вашата чинија е еднакво важна. Кај Лука беше
сосот перфектен, месото перфектно, фонданот перфектен. Крај. Тоа е. Значи, секоја една компонента е порака до гостинот. Ако вие ми ставите на крај жолт Макдоналдс, ќе ти кажам, што е проблемот тој? Дали ме мрази овој готвач? Што сака да ми прати порака со жолтиот Макдоналдс? А може све друго да е идеално и на крај да има исушен жолт Макдоналдс кој што е без внимание и тоа да целата ваша креација и напор да паднат во вода. 180 продолжува понатаму заедно со Дејан. Јас сакам да се заблагодарам од моје име, да ги се заблагодарам на Кастриот, да ги поздравам и голема тежина даде вашето учество во денешната елиминација епизода. Ти благодарам Кастриот, ти благодарам Златко. Нешто да додаете за крај, една поука за гледачите, еден поздрав до нашиот аудиториум. Супер поминавме, благодарам на сите. Така. Има голема надеж. Ова се сепак готвачи ентузијасти кои што се пријавија без никакво претходно искуство. Сакам тоа да го нагласам. Да се потенцира. Ја мислам да потенцираме тоа и да кажеме за аудиториумот едукативно ќе влијае ова. дека денес имавме 4 ресторански квалитет на порции. 180 продолжува со истиот квалитет. Поздрав голем од мене и од Кастриот и од Златко и се гледаме во некоја следните епизоди.